Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата 24 за животот, емисија која денеска петочно ќе ја означиме по однос на тема која што дефинитивно не допира како граѓани во општеството. Некако сакам да го избегнувам тој збор, не тангира со оглед на тоа дека имаме соодветни зборови во македонскиот јазик и ви препорачувам да останете пред малите екрани, бидејќи станува збор за еден значаен проект кој што го работи една невладина организација, но ништо нема да ви кажувам точно што станува збор, затоа што ќе го изгледаме првенствено времепловот на колешката Галена Николовска и потоа ќе се вратиме во студиото и ќе ви најавам се што треба да знаете за денешната емисија. На денешен ден 1777 година во Конгресот на САД е усвоено знамето на државите и од тогаш овој ден се прославува како знамето на Соединетите Американски држави. Своевремено знамето имало само 13 звезди, бидејќи тогаш федерацијата се состоела од 13 сојузни држави, со последната држава Хаваи, која се приклучила на федерацијата во 1960-тата, знамето ја добива и 50-тата звезда. Во 1928 година роден е аргентинецот Ернесто Че Гевара, кој прерасна во символ на револуцијата во Јужна Америка, но и ширум светот, особено кај младите. Во 1953 година пристигнал во Мексико, каде се сретнал со Фидел Кастро, со чија експедиција во 56 година се истовариле на Куба. По победата на револуцијата, Че Гевара станал министер за стопанство и во 1965 заминал за Боливија со цел да поведе востание за ослободување на Јужна Америка од доминацијата на САД и домашните олигарси, но бил убиен во 1967 година. Во 1948 година почна дотогаш најголемата офанзива на грчката владина војска против демократската армија на Грција во Северен Грамос. Во битката се извршени најголемите херојски подвизи на борците на ДАГ, на грчкиот, но и на македонскиот народ за ослободување и независност. Ова офанзива зазема посебно место во ослободителните борби на македонците, затоа што главно се водеше на македонска почва, а на страната на армијата се бореа голем број македонци. Од 2004 година денешниот ден се одбележува како меѓународен ден на крводарителството, востановен со цел да се подигне свеста за дарување крв и спасување живот, како и еден начин на благодарност до сите хуманитарци дарители на крв. И Црвениот крст на Република Македонија го слави овој ден, како и 150 години од хуманитарната акција Подари подарок кој значи живот, дарувај крв. Така, го погледнавме времепловот на колешката Галена Николовска, веќе е време долу темата да ја испишеме. Станува збор за проект на невладината организација Цивил, Сите бои на мојата земја, проект за кој што ќе разговараме со нашиот гостин денешен, Џабир Дерала, од невладината организација Цивил. Џабир, добре дојде повтор пат во оваа емисија. Добро, најдов. Добро е да се биде во оваа емисија, навистина добри теми, интересни информации, времепловот стално ти го гледам. Ти благодарам, па мора да се подсетиме на личности и настани кои што се значајни реално за нашето општество. Џабир, и покрај тоа што како невладина и ти како нејзин претседател сте во медиумите присутни за сосема други теми деновиве, ќе ги оставиме настрана изборите, да одмориме од тие работи конечно. Доста. Така е, да одмориме од тоа, ќе позборуваме за сосема друг проект, не воопшто надвор од рамките во кои што работи вашата организација. Напротив, станува збор за сериозен проект, иако може би носи име кое што е многу едноставно да речеме, но во суштина носи многу гласна порака во себе си. Точно така, името го смислувавме, би рекол, исто толку долго време колку што го пишувавме самиот проект. Добро. Пред да аплицираме во програмата Civica Mobilitas, која финансира Швајцарската агенција за развој и соработка. Името дојде како резултат од нашето согледување на состојбите во земјата, особено во сферата на работата со децата и со младите во образовниот процес и така натаму. Но се разбира и вон образовниот процес, воспитувањето, нивното градење како луѓе кои утре ќе водат оваа држава. И свативме дека со една порака која е слоган Сите бои на мојата земја, ќе влијаеме уште со самиот наслов на тоа дека сите бои
се во една земја и сите бои се на мојата земја. Значи, секој кога ќе го каже тоа, сите бои на мојата земја, на некој начин соопштува дека тоа е дел од една разнобојна, од една богата земја со многу вредности и се разбира цивилизирани вредности. Заради тоа самиот наслов многу ни се допаѓа на сите. Горди сме што дојавме до него. Некои малку не поисветуваат со оној слоганот на Бенетон, но сепак се работи за нешто сосема поинаку. Да, но иако и нивниот слоган е окей, и кажува нешто што е од општествена полза и корист. Но секој во својата таргет група, секој кон групата кон која што цели, впрочем, во случајот, ова беше објаснувањето, да речеме, на самиот проект, мисијата на проектот, но еве, бидејќи веќе споменавме многу бои и слично, која е точно таргет групата што ја имате вие пред себе зацртано? Она што вклучува проектот, имаме две главни групи, таргет групи, а тоа се деца до 10 до 14 години и млади, нели, според една спецификација која ја научив од Младинскиот образовен форум, од 15 до 18 години, значи сепак се работи за малолетна законски кажам, публика. Постари малолетници. Да, постари малолетници, меѓутоа тие веќе смаѓаат во категоријата млади, значи деца и млади. И општествено одговорни во одредени ситуации. Имено, да. И тоа се двете, значи, главни целни групи или оние кои најдиректно ќе учествуваат во нашата работа заедно со нас, постарите, нели, во цивил. А секако дека имаме и повеќе други целни групи. Меѓу другото се работи за тоа дека ние би сакале да им се обратиме и на родителите, но и на пошироката јавност. Тука е и наставниот кадар и така натаму, но и на пошироката јавност. Бидејќи сметаме, и ова мислам дека го имам кажано веќе и порано баш на ова место или во оваа телевизија, дека децата и младите најчесто со своите размислувања, кога ќе им дадеме простор да се искажат, знаат многу често многу подобро отколку возрастните. Се сеќавам на еден таков мовет, да. Нели? И мислам дека тие ќе бидат носители на онаа кампања, творци ќе бидат на една кампања која ќе им раскаже на сите граѓанки и граѓани во Република Македонија што тие мислат за човековите права, за мирот и толеранцијата, воопшто за чувството на собственост во една, нели, преносна смисла на зборот, не собственост материјална, меѓутоа една духовна, интелектуална собственост над она што се нарекува моја земја. Во моментот тука, веќе кога го разговараме ова прашање, ме интересира, според твоето видување, според она што го гледаме по телевизиите, по медиумите општо, не само телевизиите, интернет порталите и социјалните мрежи денес, дали младите кај нас, без разлика дали станува збор од 10 до 14 или тие постари малолетници од 15 до 18 години, има чувство на духовна собственост? Па, на нивните бои. Она што го гледаме на теренот во текот на изминатите години како организација, она што го излекуваме како заклучок од наши проекти претходни кои сме ги работеле во доменот на деца и млади, гледаме дека се поголема е поделеноста, се поголемо е мислењето или влијанието кај децата и младите кој зборува за исклучива собственост на земјата, дека некои се доживуваат како гости, а некои како домаќини. И тоа е една многу сериозна контаминација која доаѓа пред се од погрешните политики и практики кои ги спроведуваат центрите на моќ. И пред се со ова мислам на национализмот, меѓутоа и на многу други... Кој што за жал некако расте како квасец кај нас. Тој расте, не само кај нас, туку Балканот се општо... Тој контаминира целата земја, сите сфери на општеството и сметам дека децата и младите се токму најтажните жртви на овој вирус кој на земјата нема да ја донесе ништо добро, да се разбереме. И сметам дека мораме да им дадеме простор на децата и на младите да се искажат на поинаков начин и ние уметноста и уметничките креативните алатки ги сметаме за одлични алатки
за вакво нешто да се соопшти. И сметам дека ќе имаме сериозно влијание. Барем во оној дел кој ќе се однесува на семејството, на воннаставните содржини, на она што ќе биде и публика, бидејќи ќе имаме изложби, ќе имаме исто така овие млади ќе направат, ќе направиме и 4 филмски екипи, на пример. Тие млади ќе снимаат самите, ќе им дадеме камера, ќе им дадеме други алатки, ќе снимаат документарни филмови, 2 се надевам во идеална рамка, ќе имаме 2 видео продукта кои ќе се однесуваат на човековите права и слободи, значи познавањето на човековите права и слободи, а други 2 ќе имаме за мирот и толеранцијата. Овие 4 екипи ќе се расшетаат на терен, ќе одат у школа, ќе одат на улица, ќе одат во кафуле и кај што се движат тинејџери и ќе снимаат и ќе земат изјави од своите врсници и така натаму. Ќе им помогнеме да го монтираат тоа и ќе бидат продукти кои што ќе бидат високо квалитетни, кои ќе ги понудиме на вашата телевизија, која морам да кажам е една од отворените телевизии за деликатни прашања, би рекол една од најслободните телевизии во Македонија. Се обидуваме, веројатно и до луѓето кои што работат по однос на нивната отвореност како луѓе. Видете, тоа не се овие фотелите кои се отворени, туку вие сте тоа. Така е. Кои го правите. Се надевам дека така и дека ќе остане и се обидуваме макотребно сето тоа да го спроведеме. Ме интересира во тој дел по однос на вклучувањето, да речеме, на луѓето. Знам дека секогаш како организација сте се обидувале нештата да ги прикажувате на оние кои што се најбројни како етникуми во државата, и на македонски и на албански, истовремено и на англиски, за да може тоа поширок публикум да го разбере. И во тој контекст ме интересира, бидејќи некако моментално ситуацијата, онака како што ја согледувам јас и по сите интервјуа и разговори во оваа емисија и општо како наблюдуваш на општеството, ми се чини дека нашата палета на бои, бидејќи зборуваме за бои, ние го имаме, значи, тоа место каде што ги чуваме боите во туби. Оваа држава има многу бои во себе и многу туби. Да. Но многу ретко се случува боите кои што ги ставаме на палетата вака да ги измешаме една со друга, туку секогаш што е едно крупче од црвена, од црна, од сина, од бела. Дали целта на вашиот проект е тие палетата да стане шаренолика? Прво и основно многу убаво кажано. Добро, благодарам. Фала. Така цело време ми се вртеше палета во главата. Да, ова дури ќе го позајмиме и како вовед пред нашите целни групи кои ќе разговараме со нив во директен контакт. Впрочем, да, сакаме да ги измешаме сите бои, бидејќи измешани сите бои го даваат виножитото. Така. Кој е едно од најубавите природни појави. Да, особено последниот период некако сме сведоци на двојни виножита кои што се појавуваат. Да, што е фантастично и мислам дека тоа можеме да го преточиме и во нашата реалност секојдневност, која може да им даде на граѓанките и граѓаните на Република Македонија една силна порака дека децата и младите од нив очекуваат да им создадат услови да се изразат креативно, да го дадат своето мислење и да живеат заедно. И се разбира да живеат заедно со меѓусебна почит, меѓутоа и со сериозно очекување, односно барање нивните човекови права и слободи да бидат максимално почитувани. Почнувајќи од правото на живот, завршувајќи со правото на одмор, се разбира работа, креативност, образование, здравје и така натаму. Наша основа е универзалната декларација за човекови права, која ја прилагодивме за овие две возрастни групи кои се основни, нели, наши најважни. Всушност, и што се однесува до употребата на јазиците, секако дека сакаме да им дадеме простор на сите јазици кои се говорат во Македонија. Јасно, да. И со ова ме потсетивте на едно прашање кое го добивме на нашата фан пејдж на Facebook. Добро. Дали може да се учествува со литературни творби, бидејќи во тек е еден конкурс. Всушност требаше да заврши вчера. Меѓутоа добивме толку многу повици од продолживте рокот? Го продолживме рокот до 1 јули. Сите се жалеа на екстерното
И тоа со максимално право да се разбереме. Да. Меѓутоа има и полуматурски, има аматурски, и спремањето за за приемните и така натаму, рековме се собравме во канцеларија, што да правиме со овие барања, со овие предлози, и како и обично кога од нас нешто се бара, ние викаме пуштај слободно, нека биде до 1 јули, бидејќи не можеме навистина после 1 јули да примаме, бидејќи се собира после комисија која ќе одлучува за трудовите. Многу трудови до сега дојдоа, сега на враќање од телевизија кон Цивил треба застанам во пошта да соберам 3 или 4 пакети, ако не се дојде ни повеќе во меѓувреме, но сакаме да им дадеме на сите можност. Зашто станува збор тоа само да го имаше едно прашање дали може на друг јазик освен македонски се учествува. Се разбира. Дали може, значи сите јазици кои ги говорат сите заедници во Република Македонија можат да се испратат своја литературна творба. Така. Исто така имаше едно друго прашање после тоа кое дојде, што малку не замислима, само малку. Сега имаше наставници, да речеме, на англиски, на македонски, на германски или не знам кои други странски јазици се изучуваат во македонските училишта. Вика дали може некој друг освен тие што се говори. Се разбира. Ако еден наставник по англиски јазик мисли дека неговите ученици и ученички можат да се изразат во некоја поетска или било каква литературна творба, слободно. Имавме прашање дали може да пратиме фотографии. Океј, да, се додека сме убедени дека тоа е автентично дело, да, бидејќи ние овие трудови што ги примаме се всушност на некој начин квалификација. Добро. Негде 32 од нив ќе бидат одбрани да учествуваат на летната креативна школа последна недела од јули. Во некој од одморалиштата при Охридско езеро. Тие ќе работат на работилница после тоа и ќе се забавуваат, се надевам. Јасно, и самото дружење кое што јас се сеќавам на една таква работилница во Средно кога сум бил 3-та година. До ден денешен се уште половина од учесниците ми се многу добри пријатели од сите националности зборувам. Супер. Не само македонски. Бидејќи тоа беше и целта на Хелсинскиот комитет тогаш. Да, тоа се настани кои навистина оставаат трага. Оставаат трага и на мене, бидејќи со голем дел од тие деца и млади кои биле учесници на нашите школи, ден денеска сме соработници, сме во некој контакт. И остануваат активисти за оно што веруваат. Да, остануваат и активисти, сме Facebook френдови, меѓутоа и се среќаваме и така натаму, доаѓаат на наши настани, сега се веќе подраснати и така натаму. Но оно што е многу битно за нас е дека буквално се, пазете, Цивил се вика, Цивил е центар за слобода. Значи буквално се што може да се замисли, ако е тоа позитивно, ако е тоа опфаќа некоја позитивна енергија и порака, креативност која е во рамки на темата човекови права, мир и слобода, секако дека прифаќаме. Некои не прашаа дали може на компјутер да си поиграат, да направат некој дизајн, word art, флаер да дизајнираат или плакатите, слободно, да. И впрочем тоа е замолив колешката Анушка денеска и да го објави на веб страна, дека буквално сите тие прашања се одговори. За сите информации што ги интересира? civil.org.mk. Одлично. Така што Значи www.civil.org.mk, се што ве интересира по однос на проектите кои што ги работи Цивил. Сега, во таа работилница која ќе трае 4 дена, ќе се соберат одреден број трудови. Добро. Значи, тие 32-ца. Од тие 32-ца ќе наградиме 8. Добро. Значи, од тоа што ќе го работат таму. Значи, ова им е квалификација да дојдат. Меѓутоа таму ќе се види дали и колку е креативен тој дел од ученици, односно деца и млади кои ќе учествуваат, и тие 8 ќе ги наградиме на церемонија во Скопје, каде што ќе направиме и изложба. Таа иста изложба ќе ја прилагодиме на тој начин технички да може да патува. Да биде лесно компатибилна, односно да може лесно да се спакува, да се стави во возило, да се однесе, нели, нормално во соработка со училишта или општини, да ги презентираме и во други градови. И имаме искуство во тоа, навистина ќе
ќе оставам мала Так. тајна да биде тоа што всушност правиме за да бидат тие толку лесно транспортабилни. Она што го гледаат гледачите во моментот е практично со објаснувањата на PowerPoint презентациите што сте ги имале и за вас е интересно како организација дека вие сте и според мене ми се чини најтранспарентната организација што ја познавам од сите невладини. Не, има и други, има и многу други. Ја реков најтранспарентната од сите други. Временската рамка на проектот Проектот во тек. Добро. Со самото распишување на конкурсот проектот е во тек и со, Добро. не само со конкурсот, туку до сега имавме една екипа работеше на формулирање на методолошките целини кои до сега не сме ги имале во програмите, па тие се доработуваат прилагодувањето на универзалната декларација за човекови права во две верзии, нели, за малку помалите и за малку поголемите. И за други работи, се разбира, и пресконференција направивме, прибираме материјали, гледаме да бидат, купуваме материјали за самите работилници, набавуваме камера која ќе користат младите, нели, овие што се од 15 до 18 години. Значи во другата 4-дневна работилница ќе се одберат 24 млади од 15 до 18 години, 24 мислам дека беше од 4 кои ќе работат во 4 градови, по 6 луѓе во екипа, мали мобилни екипи ќе бидат тоа од кои еден или двајца ќе бидат сниматели, друг ќе биде тој што ќе прави интервјуа, трет ќе монтира. Значи се вкупно екипа новинарска, добро. Новинарско документаристичка екипа ќе направиме и во 4 градови, во Куманово, Скопје, Кичево и во Струга ќе прават документарци. Одлично. По нивно барање, ние ќе им овозможиме, се разбира во рамки на буџетските можности, ќе им овозможиме и на друго место да отидат. Ако сакаат да отидат на друго место, слободно, нормално, со договор со нас, со претходно организирање, они ќе учествуваат и во организацијата на самото снимање. Тие ќе бидат 24 кои после тоа во вторите 4 дена ќе бидат обучувани за камера, новинарство, прајање, сценарио, интервју и така натаму, монтажа. Значи ќе вдахнете на многумина желба за креативност, она што денес можеби младите го губат користејќи само социјални мрежи, а при тоа губењето на она стандардна креативност на која што сме научени ние, да речеме од порано, на цртањето, на пишувањето, нешто на лист, реален лист хартија како овој со пенкало. А не со маус и со глувче и со тастатура. Тоа им го кажавме и на тие што сакаат да испратат, веќе имаме компјутерски дизајни и фотографии, дека без оглед на алатката, односно технологијата која ја одбираат, која сметаме за максимално рамноправна со сите други. Дали е тоа пенкалце на хартија или е компјутерски дизајн, сето тоа е подеднакво се третира. Без оглед на тоа дали тие сакаат повеќе фотографии и сето тоа, јас сум сигурен дека ќе уживаат и во тоа да си ги измачкаат прстињата со бои, со четки и така натаму. Ќе ги замолиме родителите да им дадат и еден комплет постареалишта на своите деца и да видат малку како изгледа и со раце да се направи, со прсти нешто. Овака зборувам заради тоа што и сум возбуден во пресрет на оваа школа, затоа што не знам колку стотици деца и млади поминале низ нашиве проекти и секогаш е такво подмладување, таков елан. А може би затоа што се занимаваме најчесто и медиумите и вие невладините со тешки прашања еднаш годишно со оглед на тоа дека веќе на редовна основа имаме избори и набљудувајќи го сето тоа, малку тешко ни доаѓа па ваквите работи и не расположуваат. Тоа е такво расположување и такво освежување барем за мене и за мојата екипа во цивил, што навистина сме среќни и одморени после. Тоа воопшто не е едноставно. Вие кои имате летна школа или било каков тип настан. Добро разговараме дека мора и воспитувачки да се грижите за децата. Тоа се сепак напорни денови, затоа што треба да се грижите за безбедноста, треба да се грижите сите да бидат најадени, напиени, добро одморени,
ако излезат да отидат на плажа, мора да има спасител и така натаму. Тоа се детали милион. За своето дете. Имено да се прават и листи, кој јаде, што јаде, како јаде, дали боледува, дали не боледува, алергија, на тоа мислев. Бидејќи ако е некој болен не може да дојде на овакво. Меѓутоа има согласности, собирање од родители, па контакт телефони и сето тоа е напорна работа. Меѓутоа без оглед на тоа колку е напорна, деликатна и одговорна работа, дење ноќе дежурање во хотелот каде што се сместени, тоа се подразбира. Спиење нула, добро на смени. Добро пак. Во секој случај тоа е на толку исполнувачка активност што онака полни батерии за следната година? Да. После тоа можете и два изборни циклуси да ми дајете да мислам. Не. Не, ја викам. Да одмориме малку од изборните, ние ќе одмориме од муабетот на кратко со реклами. Во продолжение одиме со занимливоста на колешката Галена Николовска, потоа одиме со рекламите и се враќаме во студиото за да позборуваме нешто посуштински кое што е точно врзано со проектот на Цивил. Казна за оние кои носат спуштени пантолони под колковите, но не во Македонија, туку во градчето Вајлдвуд во сојузната држава Њу Џерси. Градоначалникот Ернест Тројано најави парични казни за сите кои ќе носат спуштени пантолони повеќе од 7 см и 6 мм. Казните ќе се движат помеѓу 25 и 100 американски долари, а оние кои ќе го прекршат овој закон по втор пат или повеќе ќе платат казна од 200 долари. Дополнително ќе имаат и обврска да исполнат 40 часа општествено корисна работа. Поголем број активисти за човекови права сметаат дека законот е неуставен и ќе се обидат да се изборат тој воопшто да не стапи на сила од следниот месец. Градоначалникот пак смета дека постои вистинска потреба за воведување на вакви норми со оглед на туристите кои престанале да го посетуваат Вајлдвуд само заради непристојниот тренд на облекување кој владее во градот. Дополнително забрането е шетање по бикини и костим за капање по улиците и шеталиштата подалеку од крајбрежјето на Атлантскиот океан. Докажано најдобри, со попуст од 20%. Радио Такси Рива, 15161. Биокрил Актив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Така, толку не траеше паузата, кратко но сладко, но во секој случај и останува и малку повеќе време да поразговараме со Џабир Дерала, со оглед на тоа и самиот колку е зафатен и организацијата во која што работи Цивил, кои што се нонстоп зафатени, и ретко добивате можност такви луѓе да имате во студио како гости. Во секој случај, Џабир, зборуваме за сите бои на мојата земја. И она што ме интересира во ситуацијата, бидејќи спомена неколку пати и разговаравме пред самата емисија, за самата корелација, за самиот сооднос помеѓу човековите права и слободи и мирот и толеранцијата. Значи, објаснувањето на младите, ја спомена и Универзалната декларација за човекови права, веројатно и таа на детето, ме интересира каков сооднос им правите на децата? Мир и толеранција и човекови права? Оно што е многу важно, ќе почнам од мирот и толеранцијата. Ако вие сакате да придонесете кон мирот, и ако сакате толеранцијата да ја наметнете како или да ја практикувате како убедување, како
стил на живење, бидејќи тоа е тоа. Да, во денешно време мирот е стил на живење. Толеранцијата како некако, еве те толерирам, те трпам. Добро. Толеранцијата во таа смисла како термин е присутна во прецизните, екзактните науки, нели праг на толеранција на совитливост или не знам како е таму се нарекува. Меѓутоа во оној општествен домен толеранцијата подразбира разбирање, почитување на туѓите или на вредностите и описот, нели морфологијата на тој другиот, на почитување на разликите. Ми се допаѓа што, да, извини што ќе те прекинам, ми се допаѓа што споменуваш почитување и разбирање на разликите, бидејќи од секогаш ми пречело тоа што луѓето се обидуваат да наметнат прифаќање на разликите. Вие не можете да прифатите нешто кое што е различно од вас. Туку треба да се научиме да ги разбереме и да ги почитуваме тие разлики. Прво да се разбере дека е нешто различно, да се разбере тоа што е различно. Да, понатаму ако сакате може ќе ги прифатите. А Боже мој, се разбира во некој процес, зошто да не, да се биде отворен и кон прифаќање на нешто што до вчера било различно, ама денеска сакам да го прифатам како мој квалитет. Да, но затоа викам дека првично треба да одиме и затоа ми се допаѓа тоа што не спомена прифаќање, туку само разбирање и почитување. Тоа е тоа што прво треба да го испегламе убаво, па потоа. За вие тоа да го направите, за вие да бидете човек кој му носи мир на светот, бидејќи без оглед на тоа колку луѓето се сметаат себе си за малечки и беззначајни, тие сепак се многу значајни и не се воопшто малечки, туку секој човек е еден голем човек кој е многу важен на оваа планета. И оттаму, нели, butterfly ефект, ако сакате. Ефектот, да, ефектот на пеперутката со циклонот. Имено. Затоа, ако сакате вие да бидете човек кој му носи мир на светот, почнувајќи од својата најнепосредна околина, и ако сакате да бидете човек кој и носи толеранција, кој ги прифатил вредностите на толеранцијата во светот, вие морате да знаете барем основни човекови права. Во случајов со децата и младите, самите споменавте, и правата на децата. Секако дека тоа се подразбира и дека во различни форми ќе го предадеме преку цртежи, преку стрипови, преку муабети разни. Нешто што ќе остане визуелно. Преку презентации, помали, поголеми клипчиња, песни, музика, ќе имаме многу музика на летната школа. Вие морате да ги знаете, барем основите, а тие се многу лесни за разбирање. Мислам, впрочем, не мора многу да се прилагодува Универзалната декларација за човекови права, например, бидејќи таа се состои од 30 реченички, 30 точки, и тие лесно се помнати ако сте возрасен дури. Камоли ако сте дека тоа би требало да влези во самиот образовен систем, како редовна лекција една која што ќе ја имате. Ние септември се надеваме. А и веројатно и во класните часови, ама знаеме како течат класните часови кај нас. Нашиот тим подготвува и еден курикулум кој ќе се однесува на тоа како секој родител и како секој наставник во текот на часот може да одвои, замислете, ни помалку ни повеќе, 60 секунди. Кои се многу делотворни во едукацијата за човекови права и слободи. Значи, не ви треба многу. 60 секунди. Ќе направиме и посета на одреден број училишта во повеќе општини во Македонија, основни и средни, каде ќе имаме 20 минути. Нели, сега сме во некоја комуникација со Министерството за образование да добиеме согласност за влез во училиштата, се надеваме дека ќе добиеме. Ќе влеземе на класовите. Добре. И во текот на 20 минути ние ќе направиме запознавање со основните човекови права и слободи, запознавање со основните вредности кои се дел од филозофијата или стилот или животните определби кои се во доменот на мирот и толеранцијата. Ќе ги споиме нив две. При тоа, ќе им пуштиме музика, ќе им пуштиме презентација, ќе им пуштиме видеоклипчиња на
на учениците, сето тоа во 20 минути и сето тоа со нивно учество, значи не е во една насока, сега ние дојавме вам да ви кажам. Да, туку тие да кажат. Еден дел, мислам дека некаде околу половина од тоа време, тие што водат. Многу ме интересира подосна кога ќе го завршите сето тоа, оној резултат што ќе излезе веројатно во извештајот, каде што најмногу делот ќе ме интересира колку младите реално се вклучиле сами да кажат некои работи. Тоа го мериме цело време, го следиме и да ви кажам од досегашното искуство. Ќе видиме сега во месециве пред нас. Од досегашното искуство гледаме дека и децата, па дури сме работеле и со деца од прво до четврто одделение, значи од 6-7 години. 6-7, со 9-летката веројатно од 6, така? Од 6-7 години па нагоре. Вие имате фантастични идеи од 6-7 годишно дете, кои се толку зрели и мудри, што имате чувство дека треба да го ставите директно за министер. Да. Не знам колку ова е добро што го кажувам, може ги му даеме на некого идеја, али нема везе. Веројатно не може да биде помлада од други идеи. Да. Но тие навистина имаат чисти срца, меѓутоа немојте да занемарите дека тие многу добро знаат се, следат се и размислуваат мудро, размислуваат разложно и многу идеи сме добиле за тоа како наредниот пат да креираме еден проект токму од тие училишни клупи. Тие многу добро знаат што им треба и многу добар дел од нив знаат како да се дојде таму. Влијаат ли на своите соученици? Да, веднаш. Бидејќи секогаш имало во секој клас каде што се издвојуваат еден до тројца, да речеме максимум лидери, ако има повеќе од еден, тогаш имате проблем на Clash of the Titans, например, каде што се судираат боговите. Тоа не е лошо, се додека се задржи на ниво на разговор, па нека биде и вербална препирка, нормално без навреди и дисквалификации. Особено не на основа на род или припадност. Туку да се научат баш децата да разговараат и да дебатираат. Да, па и нека се расправаат. Јасно, не е проблем. Напротив, не само што не е проблем, пожелно да се расправате за да ги одбраните своите ставови и евентуално да ги споите своите ставови со ставовите на својот соговорник. И да излезете нешто што е единствено и ги опфаќа двете мислења. Го има тоа многу изненадувачки многу. И јас верувам дека и меѓу наставниците и наставниот кадар има многу луѓе кои ќе се согласат со мене. И овие нови технологии, ако вие ги насочите како што треба, тие нови технологии нема да направат алатка за плитка ефтина забава и тепај време, туку ќе направат нешто што е многу корисно. Меѓутоа морате да ги насочите. Ако им дадете вие алатки, неколку инструкции да ги ослободите момчињата и девојчињата да креираат наместо да висат и да траскаат глупости по Facebook или да кршат билборди по улици или да лепат плакати за ово или за оној, невидено убави, навистина убави работи можете да искусите. Имаме уште од прилика 3-4 минути. За крај ме интересира Џабир. Јас веќе на Џабир преминав, се надевам не е проблем. Не, напротив. Ме интересира во делот, значи моментално ситуацијата во Македонија по однос на младите и боите. Дали премногу моментално младите се врзуваат за една конкретна боја? И во тој случај тоа најмногу би било и партиски, со оглед на тоа дека ги истражувате изборите и имавте резултати. Значи, дали постои преголемо обојување партиско, кај оние постарите младинци конкретно, кај од 15 до 18? И нивна злоупотреба? Дури и помали. Огнен, јас бев крајно разочаран од однесувањето на политичките entiteti. Бидејќи во делот на целите на проектот е да се насочи вниманието кон други работи. И во нашиот извештај кој го презентиравме вчера стои дека децата и младите беа силно злоупотребувани. За лепење плакати, за носење кафе и бурек во изборни штабови. За коментирање по Facebook, за коментирање по Facebook невидено многу. Тие беа најконтаминираната целна група која
ширеше говор на омраза, говор на омраза и дисквалификување на едните или другите, дали политички или етнички заедници, односно групи. Тоа е нешто што не смее да си го дозволиме. За да освоите вие некоја фотелица во некоја општина, 3-4 години, вие контаминирате млади, кои, еве, видовме и како излегуваат малолетни, беа голем, ако не и огромен дел од тие што протестираа насилнички во текот на почетокот на март, кога беше на 1 и 2 март. Не смеете тоа да го дозволите, бидејќи тие деца утре ќе пораснат и ќе бидат идните носители на овој систем, на оваа држава. Ако вие сега ги научите да мразат и да дисквалификуваат, без оглед на тоа која боја им ја припишувате, таа боја на крајот е црна. А она што нам ни е многу битно е децата и младите да сватат дека има многу бои и дека тие може да се мешаат. Да, затоа и ги споменав боите практично во целата приказна, бидејќи тие бои се бои во секој сегмент на општеството. Точно така. Дали обележувате со некоја боја партија, дали обележувате црква или обележувате дрес на училиште, исто и во спортот постојат нели доста контаминации кои што може да се направат на младите. Точно така. Дефинитивно, или верски гледано да речеме, дефинитивно мислам и ви посакувам успех на самиот проект и кога ќе завршите со сето тоа, кога ќе се вратиме и од одмор како емисии, ќе разговараме за што точно се е произлегло од самиот проект. Ќе имам и што да покажам тогаш. Да, видејата кои што ќе ги снимате мора да ги презентираме и на гледачите. И искрено благодарам за гостувањето. Фала многу. Ќе се видиме и ви посакувам многу голем успех. Исто така. И пријатни одмори. Така, пријатни одмори истото. Почитувани гледачи, тоа беше Џабер Дерала со кој што разговаравме токму за проектот на невладината организација Цивил, сите бои на мојата земја, каде што боите токму ги насочивме таму каде што треба да се насочуваат, односно да не се делиме во тубички во таа кутија за бои, туку на палетата на која што ги користиме и употребуваме боите, да направиме измешување, бидејќи со мешањето на две бои добиваме друга, што значи ќе добиеме нови размислувања, нови мислења околу некои работи, ако се измешаат една и друга боја. Зборувам тоа од секаков аспект, дали политички, дали верски, дали спортски или културен, сеедно. Во секој случај, јас ве оставам да размислувате викендов по однос на ова прашање, да видите со кого сакате да размените тубички со бои и од понеделник се гледаме со нови теми, со нови идеи и ви посакувам пријатен викенд. Не заборавајте дека за 30 на минути некаде ќе разговараме на друга општествена тема, политички можеби врзана или не, ќе видиме во 16 часот и 20 и некоја минута во емисијата Очи во очи. Пријатно.